како клинички токсиколози, сме виделе немили настани заради труење со јаглероден моноксид и практички го викаме тивок убиец, или кај таквите пациенти настанува смрт со отворени очи. Тука се случило многу брзо недостатокот на кислород да ги оневозможи луѓето кои што внатре биле да се движат. Тоа е прво. И второ, заради недостаток на кислород во мозокот настанува губење на свеста, паѓање и неможност да излеземе просторијата и практички лежиме и чекаме таа концентрација висока да ни го одземе живот. Била страшна, трагична ситуација. Јаглеродниот моноксид не се раствара во вода. Мокрењето на мајца, ставањето на лицето може да задржи дел од другите гасови кои што се ослободуваат при горење. Јаглеродниот моноксид не може да го задржи. Значи тој е нерастварливи во вода. Ако е растварливи во вода, кога ќе вдишуваш преко намокрена мајца, тој ќе се раствори во водата и ќе го задржи нели таа мокра мајца. Многу ризично да влегуваме и да помагаме. Да не претераме за 3 до 4 минути. Таа концентрација ќе го оневозможи човек да може да се движи, а во наредните 2 минути ќе изгуби свеста. И тука веќе тој е немоќен, гасовите си ја вршат својата работа. Азбестот е ставен во канцерогени супстанции од прва категорија. Внесувањето на азбест, на прашина од азбест или во било која форма може да предизвика неколку типови на малигни заболувања, меѓутоа влегувале да помогнат не знаејќи дека можат и да настрадат. Добре дојдовте. Во ова и во следните неколку изданија на Неформално на Сител подкаст ќе се обидеме да бидеме малку повеќе корисни и да помогнеме и на сите нас, но и на оние на кои што во овој момент има неголема потребата за помош од стручни лица. Оние кои што беа повредени во дискотеката Пуз во Кочани, оние кои што загубија некој близок или сите оние кои што беа во таа дискотека на 16 март годинава. Тоа ќе го направиме со помош на стручните лица, професионалците од Скопскиот клинички центар. Пред да го започнеме разговорот, јас ќе ве замолам за уште еден начин да им помогнеме на оние на кои што има најголема потребата од помош во овие моменти, да го направиме тоа со финансиска помош преку добро познатиот телефонски број 143 400 или преку платформата supportkočani.com. Мој гостин во студиото е професор доктор Андон Чибишев, директор на клиниката за токсикологија. Професоре, добре дојдовте, ви благодарам што ја прифативте оваа покана да им помогнеме на сите наши гледачи и сите граѓани кои што имаат потреба за такво нешто. Добро вечер, добро ве најдов и благодарам за поканата, чест ми е да разговараме ова вечер на темата која што вие имате предвидено. Професоре, клиниката за токсикологија беше една од првите која што ги прими пациентите повредените од Кочани и некако сите ние првото нешто што го слушнавме како голем проблем во оваа голема трагедија е труењето со јаглерод моноксид. Кога се подготвувавме за овој разговор, вие ми рековте да, јаглерод моноксид, но има уште многу други работи кои што влијаеле на здравјето на сите оние кои што биле присутни во дискотеката. Ајде да почнеме со тој јаглерод моноксид. Што е јаглерод моноксид и како влијае на здравјето? Па видите, значи Универзитетската клиника за токсикологија неминовно во оваа ситуација беше вклучена во целиот тој процес на прифаќање, згрижување, третирање на пациентите, упатување, нели давање мислење за упатување во други центри и основата на тоа што ние бевме вклучени во тоа што во таа трагедија што се случи во Кочани, покрај изгореници заради пожарот што нели оганот кој што гореше таму, се ослободува еден конгломерат, една смеса од отровни гасови, меѓу кои и јаглеродниот моноксид, кој што во вакви ситуации е најзастапен. Односно, концентрацијата на сите отровни гасови, по концентрација тој е најзастапен. Јаглеродниот моноксид е газ без мирис, без боја, меѓутоа крајно, да не кажам екстремно опасен ако се вдишува посебно во високи концентрации. Него го има и во амбиенталниот воздух. И ние во секојдневниот живот го дишеме, меѓутоа тоа се концентрации кои што се мали и кои што не можат да ни направат некој посебен проблем, иако има денови кога и во амбиенталниот воздух има високи концентрации, па многу од нашите пациенти, па од нашите пријатели се жалат на главоболки, се жалат на повремени вртоглавици.
се жалат дека малку им е стеснет кругот на меморија, не памтат, што забораваат брзо. Сето тоа е резултат на тоа вдишување на јаглеродниот моноксид. Јаглеродниот моноксид има една многу лоша карактеристика по мене. Тој има околу 270 пати поголем афинитет да се врзува за пренесувачот на кислородот во човечкиот организам, за хемоглобинот. И кога се вдишува, пошто има голем афинитет, тој се врзува за хемоглобинот и ги зафаќа местата каде што треба да се врзе кислородот и да се одвива тој нормален процес на дишење, внесување на воздух и искористување на кислородот, односно вдишување, врзување на кислородот за хемоглобинот, пренос и одвојување и искористување на кислородот. Местото кај што треба да се врзе кислородот го зафаќа јаглеродниот моноксид и практички при труењата настанува пореметување, односно задушување, пореметување на размената на гасови и клетките не добиваат, нели клетките кои што ги градат одредени органи кои се задолжени. Практично целиот организам го труе. Апсолутно. Меѓутоа тука имаме таргет органи кои што се исклучително осетливи на недостаток на кислород. А тоа се прво централниот нервен систем и мозокот, каде што се сместени сите центри кои што ја контролираат работата на човечкиот организам, после срцето, белите дробови, црниот дроб, бубрезите, практички настанува комплетно пореметување на клеточно дишење, И сега веднаш добивам одговор на оние сведоштва на пациентите и повредените кои што ги слушнавме дека влегувајќи, излегувајќи од дискотеката се онесвестувале, паѓале дека многу луѓе имало по подот. Ова е таа причина. Сега ќе се обидам тоа да ви го објаснам стручно. Значи, вдишувајќи високи концентрации на јаглероден моноксид многу брзо, практички за неколку минути, настанува тотален недостаток на кислород во клетките, вклучувајќи ги и мускулите. Ние тоа го викаме намалувањето на снабдување хипоксија, меѓутоа тука настанува асфиксија, значи тотален недостаток на кислород. Ако мускулите и клетките кои ги градат мускулите не добиваат кислород, тие губат својата функција, се релаксираат и човекот не може да стои, не може да мрда. Затоа, знаете, ние и во други случаи, како клинички токсиколози, сме виделе небили настани заради труење со јаглероден моноксид и практички го викаме тивок убиец, или кај таквите пациенти настанува смрт со отворени очи. Тие се свесни и знаат дека нешто лошо им се случува, меѓутоа не се способни да се движат, затоа што мускулите се тотално релаксирани заради недостаток на кислород, немаме размена на гасови и тие се нефункционални, тие се неподвижни, свесни се, а не може да се движат. Да, може ли вие да ни објасните или да замислиме што се случувало во тој објект, во таа дискотека, во Пулс во Кочани, од оние информации кои што ги добивме од истрагата, околу 400 квадрати бил објектот, внатре имало повеќе од 650 лица, според официјалните бројки на обвинителството. Во една ситуација на пожар, во кој што гори сунгер, гори текстил, гори пластика од сите тие осветлувачки елементи кои што биле поставени на кровот, веројатно имало и звучници, и се останато кое што било дел во тој простор. Што се случувало во моментот кога се исполнила таа просторија со чати, кога 650 луѓе се обидувале да излезат преку една мала врата? Значи, просторот е мал, како што вие велите, од оние информации што јас ги имам. 450, меѓутоа во тој простор секако има тоалети, има простор за бина, простор можда во целото време немало баш 450 луѓе, можда имало 450 квадрати зборуваш. 450 квадрати, меѓутоа немало, да речеме, имало 200 луѓе внатре. 200 луѓе е огромна бројка за еден таков простор, ме разбирате. И сега, гори оган. Првото што се случува, кога гори оган, се троши кислород. Инаку оганот нема да гори, ако нема кислород, немаме пламен. Значи, тој пламен, кога гореле, по мои информации, пластика, горел сунгер, горел текстил и гореле некои
некое дрво. Се ослободувала таа смеса на гасови, која што за кратко време направила огромна концентрација, голема бројка на луѓе кои што дишат уплашено и дишат забрзано и брзо го трошат кислородот кој што е во просторијата. Тоа е првично. И второ, пламенот, односно оганот кој што гори, дополнително го троши. И сега замислете, ние имаме еден сериозен недостаток на кислород во таа просторија, а имаме уште посериозна концентрација на еглероден моноксид, кој што го зафаќа местото на кислородот во нормалното дишење на човечкиот организам, односно во нормалниот тој метаболизам. Тука се случило многу брзо недостатокот на кислород да ги оневозможи луѓето кои што внатре биле да се движат. Тоа е прво. И второ, заради недостаток на кислород во мозокот, настанува губење на свеста, паѓање и неможност да излеземе од просторијата и практички лежиме и чекаме таа концентрација висока да ни го одземе животот. Значи, била страшна, трагична ситуација. Многу луѓе кои што се практички блокирани, не можеле да се движат заради таа висока концентрација на еглероден моноксид, а малата концентрација на кислород кој што по неколку основи се трошел. А биле свесни дека се борат за живот? До еден момент биле свесни, меѓутоа кога мозокот ќе остане без кислород, ја губат и свеста, нели? Свеста сепак се контролира од централниот нервен систем и неподвижни и со изгубена, со пореметена свест. Неможност за движење и трагедијата која се случила била неминовна, затоа што не постоела можност тие луѓе да излезат заради разни внатре несоодветни услови, еден излез, па другиот излез, не знам, пробале да го отворат, па просторијата, прозорот бил затворен со решетки, не можеле да излегуваат. И знаете, во таа паника уште потрагична станала ситуацијата. Се буткале веројатно меѓу себе, кој прв да излезе, паѓале, се газеле. Навистина, еве и сега, и првиот ден кога дојдов на клиника и кога ги гледав пациентите, страшно се вознемирив. Нели, помислувајќи што се случувало таму, затоа што го знам целиот процес како се одвива, еве и сега се вознемирувам, како тие луѓе таму во тој момент се чувствувале, колку им било тешко. И нив, и на тие што се обидувале да им помогнат, да влезат натре, изложувајќи се на истата опасност, и нив да им се случи истото, затоа што концентрацијата е висока, а сите овие проблеми што настануваат заради таа висока концентрација се случувале за неколку минути. Еве, да не претерам, за 3 до 4 минути таа концентрација ќе го оневозможи човек да може да се движи, а во наредните 2 минути ќе изгуби свеста. И тука веќе тој е немоќен и гасовите си ја вршат својата работа. Значи, единствено што можело да помогне во таа ситуација само просторот за излез да биде поголем. Апсолутно. За побрзо да тече тој. Апсолутно. Тој процес на и во евакуација. првата помош, нели, јас предавам дел од тие труења на студентите по медицина и по стоматологија, им кажувам дека првата помош е што побрзо да го извадиме од загадената просторија. Онаму кај што има висока концентрација, да го извадиме надвор кај што има чисто, а потоа се да мислиме што се друго треба да му помогнеме. Ако тој остане во таа просторија подолго време, се знае дека нели, животните процеси, виталните функции ќе откажат, ќе настапи смрт и не може на никаков начин да им помогне. Велите дека само неколку минути се потребни Апсолутно. на изложеност Знаете на зашто тие го велам гасови? тоа? Затоа што на почетокот на разговорот кажав дека не е само еглеродниот моноксид. Тука имаме и други гасови за кои што ние за жал како држава немаме можност да ги докажеме, меѓутоа според она што го гледавме, како клиничка слика, како клинички манифестации, како реакции од кога доаѓаа пациентите кај нас, можам скоро со 100% на сигурност да кажам дека таму, а и научно е докажано, дека при секој пожар,
Посебно кога гори пластика, која што содржи полиуретан. Кога гори сунгер, кој што исто содржи такви некои пластични компоненти. Кога гори текстил, се ослободува уште еден многу токсичен газ, кој што се вика цијан водород. Цијан водородот не го завзема местото на кислородот во хемоглобинот, туку тој директно го пореметува клеточното дишење. Значи, цијан водородот, кога навлегува во организмот, кога се вдишува, прави за неколку минути, ние велиме клеточна асфиксија или клеточно гушење. Клетките во организмот престануваат да функционираат. Сите метаболни процеси што се одвиваат на ниво на целиот организам, прво драстично се намалуваат, а потоа престануваат да функционираат. Престанување на функционирањето на мозокот и центарот за дишење кој се наоѓа во мозокот, престанување на работата на срцето, кој исто така, значи срцето е осетливо на недостаток на кислород, престанува да работи, настанува срцев застој и неминовно е да настане смрт, затоа што престануваат практички контролата на сите витални функции во организмот со навлегување на високи концентрации и на цијан водород. Професоре, сега велите дека и во тие предавања на идните медицински лица им посочувате дека прво што треба да се направи е да се бара излезот и да се излезе на чист воздух. Меѓутоа, слушнавме многу различни сведоштва дека се мокреле мајци за да се влезе внатре и да се помогне. Кој е вашиот совет? Што треба да се прави во ситуација кога ќе забележиме дека има некаков пожар? Прво тоа што го кажав, дека сите што се во затворена просторија, затоа што на отворено многу тешко може да настане труење со еглероден моноксид, па и со другите гасови. Може да настане, меѓутоа тоа не може да биде толку сериозно и да го загрози животот. Може да речеме, еве како ние во деновите во кога има зголемени концентрации на PM честички на разни гасови, па се чувствуваме малку неволни, глава не боли, па не знам, кашламе и така натаму, не може да им се случи нешто лошо, меѓутоа внатре, во затворена просторија, каде што брзо се троши кислородот, брзо се зголемува концентрацијата на отровни гасови, треба што побрзо да го извадиме од контаминираната просторија, велиме ние, од загадената просторија, да го оставиме на чист воздух. А после тоа, што побрзо да го однесеме до првата здравствена институција, каде ќе добие стручна помош и ќе биде упатен таму кај што може да му се пружи дефинитивна помош, односно, ако му е загрозен животот, да се преземат одредени постапки кои што ќе го одржат во живот, а после тоа да се направи обид да се организмот ослободи од таа висока концентрација и да се направи обид што помалку последици да има, како доцни последици, од тоа што мозокот и останатите органи останале во извесен период без кислород. Значи, тоа се 3 постапки пред да стигне у болница што треба да се направат. Кој ќе стигне у болница, после тоа стручните лица знаат како понатаму треба да се постапи и што треба да се прави. Меѓутоа, ова било ситуација во која што сите имале некој познаник, сите имале некој близок, имале дури и луѓе кои што биле со членови на семејството дојдени на таа забава и јасно и разбирливо е дека се враќале по помош. Ако се најдеме во една таква ситуација во која што мора да помогнеме на некого, што би бил вашиот совет? Што треба да се прави во една таква ситуација за прво да се заштитиме себе, па да можеме да помогнеме на другиот? Вака сега. Прво морам да го кажем фактот дека јаглеродниот моноксид не се раствара во вода. Мокрењето на мајца, ставањето на лицето може да задржи дел од другите гасови кои што се ослободуваат при горење. Јаглеродниот моноксид не може да го задржи. Значи тој е нерастварливи во вода. Ако е растварливи во вода, кога ќе вдишуваш преко намокрена мајца, тој ќе се раствори во водата и ќе го задржи, нели, таа мокра мајца. Многу ризично да влегуваме и да помагаме. Многу е ризично ако не сме заштитени со специјална маска, која да речеме ја носат пожарникарите, кои што носат посебни филтри. Така е, кои што носат на крајот краиште и боци со кислород. Тие имаат маски кога влегуваат внатре, па дишат кислород од боците што ги носат. Баш заради тоа и ги носат боците.
А маска може да задржи, меѓутоа таа задршка може да биде минимална. И ако подолго време и со маска останеме внатре, исто може да ни се случи тоа што не го очекуваме. Дури ние имаме информации дека и многу од настраданите настрадале затоа што влегувале да помагаат на тие што внатре биле паднати и немале можност да се движат. Дури и тие како одредени кои што нели еден од нив лежеше и кај нас, кој што помогнал на многу деца, влегувале и излегувале. Некои од тие што влегувале и излегувале не успеале. Влегле еднаш, па уште еднаш и вториот пат не успеале да излезат и практички тие станале дел од тие на кои што треба да им се помогне, затоа што во 2-3 наврата концентрацијата која што ја дишуваат се зголемува и добиваат таа карактеристична мускулна слабост, заради која што не може да се движат, паѓаат и после нив им треба помош. Нив треба некој да ги излекува. Значи, има информации дека многу од настраданите се тие кои што влегувале да ги спасуваат, тие што претходно паднале и што не можеле да излезат, баш заради тоа што вие го кажавте дека биле внатре браќа, сестри, братучеди, соседи и сите чувствувале некоја потреба да влезат и да помогнат. Меѓутоа влегувале да помогнат не знаејќи дека можат и да настрадаат. Иако и јас имам информации дека противпожарните екипи, сите други кои што можеле да помогнат на постручен начин, многу брзо стигнале на местото на несреќата. Меѓутоа, знаете, тој материјал несоодветен гори многу брзо. Сега, знаете, ја не сум стручен за изолација или не знам, меѓутоа, прво покривот од она што го видовме сите, нели, во еден видео кој што се лиферуваше на социјалните мрежи, како успеа тие искри да стигнат до покривот. Значи дека покривот немал соодветна височина. Значи тие искри го стигнале текстилот кој што најлесно се пали, се запалил текстилот и од текстилот после се запалил целиот покрив и почнал да гори. А тоа гори неверојатно брзо. И со горењето се ослободува тој чад во кој што ги има сите овие отровни гасови кои што ја предизвикале трагедијата. На тие видео снимки го видовме и азбестниот кров. Многуми навелат дека тоа било дополнителна опасност. Дали во тие моменти кровот од азбест представувал дополнителна опасност? Апсолутно представува опасност, иако слушнав коментари дека тоа што имало азбест не е опасно. Видите се, азбестот е ставен во канцерогени субстанции од прва категорија. Значи, внесувањето на азбест, на прашина од азбест или во било која форма може да предизвика неколку типови на малигни заболувања. Претежно кога се вдишува таа азбестна прашина, во белите дробови може да предизвика одредени хронични заболувања кои што исто така се имаат можност да малигно да алтерираат, значи да малигнизираат и можат примарно да предизвикаат малигни заболувања на белите дробови. Во оваа ситуација, знаете, не можеме да зборуваме за некое тешко акутно труење со азбестна прашина. Азбестот обично хронично внесуван за подолг временски период може да ги направи тие проблеми. Меѓутоа овде имаме горење на еден цел покрив кој што бил покриен со тие азбестни плочи. Кога тие гореле, во тој чад се ослободувале тие ситни честички од азбестот кои што тие што биле внатре ги вдишувале. Тие не се директна причина за губење на животот или за смртта. Меѓутоа тие кај оние што излегле надвор се спасиле на некој начин, можат во понатамошниот период да направат одредени проблеми. Затоа и ние сите пациенти кои што проаѓаат преку нашата клиника, а договорот е сите да поминат низ нас, сите пациенти без разлика на повредите да бидат видени од конзилиум на доктори, анестезиолог, пластичен хирург, токсиколог и психијатар, ние ги гледаме и на сите им закажуваме контрола на одреден временски период, да дојдат да ги видиме, да повториме некои од лабораториските, од токсиколошките анализи
И ние имаме план по еден подолг временски период да бидат обсервирани од нас, ние да ги гледаме на контролни прегледи, да се обидеме, ако нешто се појави, на време да го превенираме, на време да преземеме мерки кои што во вакви ситуации треба да се превземат. Може ли да се докаже, да се потврди присуство на азбест во организмот? Има такви тестови? Видите, ние за жал, како држава, имаме токсиколошки лаборатории кои што докажуваат одредени хемиски субстанции, отрови и така натаму. Меѓутоа, немаме такви софистицирани лаборатории кои што може да докажуваат и присуство на азбест. Ние немаме во моментов начин да докажеме присуство на цијанводород. А се она што го видов... А сте сигурен дека го имал? Еве да кажам 98% сум сигурен дека го имало врз основа на тоа што го гледавме кај пациентите. Врз основа на она што беше соопштение од Институтот за судска медицина каде што се правеа, нели, обдукциите на страданите. Она што го таму на пресконференција го кажа нивниот директор. Примарно е труењето со еглероден моноксид. Највисока концентрацијата била на тој газ. Меѓутоа присуството на сите овие покрај цијанводородот, сулфур диоксид, сулфурен флуорид, пари на тешки метали, азотни оксиди, сето тоа во комбинација и само ја отежнало ситуацијата и го забрзало процесот во кој што овие луѓе настрадале. Да, токму тоа го кажа од судска медицина, дека најголем дел од загинатите загинале од заради задушување. Само 4 имале потешки телесни повреди кои што веројатно настанале при тоа стампедо и обидот да се излезе од дискотеката. Доктор Чибишев, велите дека било опасност за тие кои што биле надвор, азбестните честички, но тој пламен и тој чад одел и надвор од периметерот на дискотеката. Да, иако имало малку ветерче, кој знае кај. Тоа сакам да ве прашам, колкава е опасноста за целиот град после овој пожар? Видите, јас мислам дека нема некоја посебна опасност за целиот град, затоа што ние постојано сме, нели, во нашата животна средина, во квалитетот на нашиот амбиентален воздух, низ цела држава, не само за Скопје или големите центри Битола, Велес и не знам Тетово, низ целата држава имаме постојано зголемени концентрации на PM честички. Тоа е тоа што најлесно може да се измери и да се да се детектира од одредена концентрација. Ми тоа не зборуваме никош за овие отровни гасови. Јас секогаш кога ме прашуваат, ги спомнувам PM честичките, да, како едни од најприсутните. Меѓутоа никогаш не пропуштам да кажам дека еве во секојдневната пракса цела зима ние имаме пациенти кои што се жалат на кашлица 2 месеца, вика кашла. Испив 1 тон антибиотици. Ништо не ми помага, не знам што е работата. Еве јас ќе се обидам да објаснам. Вдишуваме сулфур диоксид. Сулфур диоксидот се раствара во вода. Кога ќе го вдишеме, со телесните течности во дишните патишта, формира слаба сулфурна киселина. Таа слаба сулфурна киселина го иритира или го надразнува дишното стебло и тера на кашлање. Друго, ја оштетува површината на дишните патишта. Оној дел кој што е задолжен за заштита од неповолни надворешни влијанија, вклучувајќи бактерии и вируси, тој дел со тек на време ќе се оштети и ние практички немаме никаква заштита од бактерии, од вируси, од надворешни влијанија, затоа што за неколку години на такви високи концентрации нас не настрадал респираторниот систем. Затоа и се почесто има такви инфекции кои што не проаѓаат затоа што не можеме ни една инфекција да ја сопреме само со антибиотици. Ако организмот самиот не го алармира и не го вклучи имунолошкиот систем на организмот кој што ни е од Бога даден, тешко дека ние може ќе го малку смириме,
Меѓутоа тоа скроз да помине нема да помине. И баш на тоа се жалат луѓето. Вика, да, ќе пијам антибиотика на недела, малку ми е подобро, ама после недела повторно вика. Повторно сум болен, повторно кашлам, повторно ме гребе, повторно не знам, ќе дигнам некоја слаба температура, некоја мала температура. Тоа е се причина се тие гасови кои што ги има во концентрации кои што не се дозволени. Професоре, само да го затвориме делот со азбестот, затоа што сите гледаме дека таа дискотека се уште е отворена, дека азбестот се уште е таму. Дали во моментов таа состојба каква што е на терен представува некаква опасност по здравјето? Па видите, јас не сум стручнак за екологија, меѓутоа мислам дека не е. Иако мое лично мислење дека тој објект ќе треба да се затвори и комплетно да се реставрира, да се реновира или на крајот краишта да се сруши и да нема таму ништо извесен временски период пред да стручни компетентни лица не утврдат дека таму нема присуство на одредени хемиски супстанции или материи кои може да му наштетат на човековото здравје. Ве разбирам. Ајде сега ќе се вратиме на моментот по излегување од објектот на дискотеката Пулс. Ако 3 до 4 минути се потребни за некој да ја загуби свеста, колку време е потребно да се врати при свест по излегување од таква ситуација, од такви токсични гасови? Ако ја изгуби заради висока концентрација, враќањето на свеста може и да се одолжи. Затоа треба да се извади на чист воздух, прво да се да престане дополнителното труење со оваа висока концентрација на овие отровни гасови и во тој различен период, тоа е се индивидуално, да се организмот самиот избори, да се ослободат местата на хемоглобинот каде што треба да се врзува кислородот од врзаниот јаглероден моноксид, а и среќа, во целата несреќа е тоа што овие гасови имаат многу краток полуживот, односно многу кратко се активни и се деактивираат самите. Меѓутоа, и покрај тоа, може свеста да биде пореметена или пациентот да биде во кома, да биде без свест подолг временски период. Затоа ќе треба што побрзо да се однесе во специализирана здравствена институција, како што е клиниката за токсикологија, која што има разработено протоколи со кои што се интервенира во вакви ситуации. Какви се протоколите? Што налага протокол на токсикологија при прием на пациент од ваква видите ситуација? Сега, само внесување во специјална просторија, која што се нарекува барокомора или хипербарна комора, може да се направи брза детоксикација од отруење со јаглероден моноксид. Се друго е манипулација. Значи, ако дојде таков пациент со изгубена свест, брзо се земаат сите токсиколошки лабораториски анализи. Има таму параметри кои што нас ни даваат за право, се внесени во нашите протоколи, како треба да се делува во зависност од тоа што ќе го утврдиме. Веднаш се носи пациентот во барокомора. Барокомората внатре има кислород, 100% кислород, кој што е под одреден притисок. Вдишувањето на 100% кислород под одреден притисок многу брзо го избива јаглеродниот моноксид од хемоглобинот и кислородот си го зафаќа своето место. И само тоа е начинот да се направи брза детоксикација и да се спаси она што може во понатамошниот период да се случи, а ќе биде на штета на затроениот. Колкаво е временскиот рок во кој што треба да се внесе пациент во таква хипербарична комора? Првите 24 часа се за да има резултат. Пресудни, да. Уште подобро во првите 6 часа да се внесе во барокомора и тоа не може постојано да биде, него во неколку сеанси да се направат во барокомора, се прави таму пресметка колку треба да престојува и со тоа практички да се обидеме да го ослободиме кислородот, блокираниот хемоглобин со јаглероден моноксид
и тој да си ја добие својата физиолошка функција и да почне да стане повторно пренесувач на кислородот. Тоа е единствениот начин. Други начини на детоксикација, брзи, не знам, имаше некакви коментари по социјални мрежи, совети давање, тоа се е манипулација. Само ова може да помогне. 24 часа во барокомора, а после тоа констатирање на состојбата и превземање на мерки кои што треба да се превземат во зависност од клиничката состојба на И пациентот. се останато што е. Да, и се што следува и после тоа, да. Се, докторе, знаете како оваа ситуација ја разбуди хуманоста кај сите нас. Гледам дека се обидуваат да помогнат сите. Еден овие видов понуда од приватни здравствени установи кои што имаат вакви хипербарични комори. Дури гледав еден извештај кај нас во утринската на Сител, дека нудат бесплатно за сите оние кои што биле во пожарот во Кочани да ги користат услугите на таква една хипербарична комора. Затоа ве прашав за времето. Би имало ли некаков ефект ако овие луѓе сега, после неколку дена, после неколку месеци, да кажеме, отидат на некаков третман во таква комора? Па видите, може да има ефект. Штета сигурно нема да има, полза ќе има и, знаете, хипербаричните комори се нудат и кај здрави луѓе. Влегуваат здрави луѓе во хипербарична комора одреден временски период, се оксигенираат, викаме ние, дишат чист кислород од одреден притисок и дури некои го препорачува за подмладување. Колку поише кислород внесуваш во организмот, толку подолго клетките се млади, не стареат. Тоа нема не е тоа научно докажано, меѓутоа некои го препорачуваат, така да сите пациенти кои што се последица од немилиот настан во Кочани, можат да влезат во барокомора, нема некоја голема полза да има. Значи, рехабилитацијата, која што се спроведува после вакви труења, има специфични постапки и се спроведува во специализирани центри, кои што ние за жал ги немаме, и има таму протокол како тоа се прави. Веројатно ние во сега поучени од настанот, ќе се обидеме да развиеме одредени протоколи како тоа ќе оправиме и веројатно и ќе се потрудиме да некоја институција на некој начин се опреми и се едуцира кадар кој што тоа во иднина би го правил. Што вклучува тој центар? Какви третмани? За какви третмани зборува? Тоа се долготрајни третмани затоа што заради хипоксијата, заради недостатокот на кислород имаме одредени, да речеме, помали или поголеми оштетувања на централниот нервен систем и можно е, не е тоа кај сите обавезно да се јави, меѓутоа можно е да имаат таквите луѓе проблеми со меморија, проблеми со концентрација, проблеми со рамнотежа, да имаат почести главоболки, се она што е врзано со централниот нервен систем. Одредени срцеви потешкоти, затоа што знаете, таа хипоксија ги оштетува и клетките кои го градат срцето и можно е со тек на време тие да покажат одредени одстапувања од физиолошката функција, одредени срцеви потешкоти, така да затоа велам. Значи ќе треба специјалисти од различни пракси. Од различни области, меѓутоа тие специјализирани центри обично ги обслужуваат специјалисти токсиколози, интернисти и посебно психолози и психијатри. Затоа што таму спроведуваат одредени аеробни вежби со дишење, па одредени советувања, затоа што може да настанат и одредени ментални нарушувања, кои што ќе побаруваат по одреден временски период да работат со ни психолози, па и психијатри, за да колку може да се супримира тоа, да се намали и таквата личност да се оспособи да понатаму продолжи со нормално живење. Колку е реверзибилен тој процес на загубени функции, велите на меморија, на стабилност, на повратно ли е тоа? Може ли, какви се искуствата на медицина? Видите, 100% не може да биде повратно. Затоа што тој недостаток на кислород во колку е подолг периодот, толку потешки оштетувања прави. Тие клетки се делумно оштетени. Можда добар дел нема да бидат оштетени или минимално се оштетени
па организмот самиот со помош од одредени постапки и методи ќе ги врати во функција, во комплетна функција ќе ги врати. Јуто добар дел може да останат не нефункционални, туку ограничено функционални и затоа одредени функции може да бидат или ослабени или пореметени. Се тоа зависи колкаво е оштетувањето. Сега, во овој момент, ние не можеме да правиме проценка колку. Треба да помине, затоа велам, извесен временски период, затоа велам, таквите пациенти ќе треба ние да ги обсервираме на подолг временски период, односно да ги контролираме на подолг временски период, затоа што компликациите може да се јават и после денови, месеци, па и години. И вакви компликации може многу подоцна да се јават? Апсолутно, да. Професоре, вие сте дел од кризниот штаб кој што беше формиран токму за оваа цел. Директор сте на клиниката за токсикологија. Бевте во директен контакт со повредените. Каква беше сликата на оние кои што беа на вашата клиника? Видите, сликата беше карактеристична и школска слика на труење со гасови, посебно на труење со аглероден моноксид. Значи карактеристична слика. Што значи тоа? Тоа значи, јас кога се случи оваа трагедија, не бев во државата, меѓутоа штом слушнав, веднаш се вратив. И практички првиот ден кога беше најголемиот наплив на пациенти, бев на клиника, заедно со дежурната екипа, се обидував да помогнам таму, иако морам да кажам дека сите колеги и целокупниот персонал постојано се јавуваше и се нудеше да дојде да помогне ако има голем наплив на пациенти, меѓутоа во тој момент имавме, јас се обидов да организирам една поширока екипа, имаше доволни доктори, меѓутоа и јас бев таму за на некој начин го надгледувам целиот процес додека беше најкритично. Имаше пациенти кои што ние ги примивме во прилично стабилна здравствена состојба, ги хоспитализиравме и она што добивме како првичен токсиколошки извештај не ги задоволуваше нашите критериуми, беа покачени нешто вредностите, ги хоспитализиравме и почнавме веднаш со терапија. Се случуваше да правиме визита на секој 2 часа, да пројдеме на визита во една соба, додека завршиме со визитата. А првично кога проаѓаме пациентот е добар, на враќање пациентот нагло да ни се влоши. Зошто? Па тоа е таа реакција на труењето со гасови. Значи имаше пациенти кои што изгледаа сосема добро, разговара, свесни, контактибилни, нормално расудуваат. После 1 или 2 часа да направат нагло да имаме паѓање на снабдувањето со киселата, како ние го викаме сатурација, и да им биде загрозено дишењето и да мораме итно да ги префрламе на Карил, каде што беа поставувани, интубирани и поставувани на машина за дишење. И добар дел од таквите пациенти завршија и надвор од државата, затоа што капацитетот на нашите здравствени институции не дозволуваше сите пациенти ние да ги згрижиме. И добро што сите држави во Европска Унија понудија помош, посебно соседните држави, и добро е што ние дел од тие пациенти ги пративме, не затоа што ние не знаевме како да им помогнеме. Ние знаевме како да им помогнеме. Меѓутоа, онаа огромна бројка на пациенти, необични пациенти, зборувам за екстремно тешки пациенти, кои што побаруваат многу посветеност и голема стручност. Не можевме да ги згрижиме сите одеднаш. Ќе згрижевме добар дел, меѓутоа, знаете, и цело време таму се повторуваше една приказна и еден разговор меѓу нас, се подсеќавме на искуството од Романија. Романците така погрешно се преценија дека можат да згрижат одеднаш 150 пациенти, па им се случи трагедија, многу од пациентите им ги изгубија, затоа што системот не можеше толку брзо да ги згрижи
и да одговори на Одеднаш на толку многу луѓе. Така е, сигурно. Сакам да ве прашам нешто за кое што веќе го предпоставам одговорот од ова што го кажавте. Слушавме деновите после трагедијата дека имало пациенти кои што биле дома, биле контактибилни, биле во добра состојба и одеднаш им се влошувала состојба. Тоа е тоа што и претходно го кажав, нели? Добар е, сега разговараме, дури разговараме со родителите кои што беа таму. Тие инсистира, видите, ние им понудивме на сите родители да ги сместиме на клиника. Кој во докторски канцеларии, кој во сестрински соби, да им овозможиме да бидат покрај своите деца. Добар дел од родителите вика, супер е моето дете, еве, гледам, си прави муабет, сега беше тука со мене и ние ќе си одиме. Ма додека стигнаа до излезот од вратата, детето 70 сатурација. Значи се влошува во многу краток временски период. Истото се случува и со овие кои отишле дома, некој добар дел од нив малку од страв, нели, индуцирани, малку доаѓа пошто беа уплашени. Немаше некоја посебна потреба, иако ние и таквите ги обсервиравме 24 часа, да ги наблюдуваме. Да не се развие нешто па во наредниот период, нешто што нели ќе им го загрози или животот или општо здравствената состојба. Меѓутоа, добар дел од нив ги хоспитализиравме, зимавме по протокол се што треба да се земе, ги следевме 2-3 дена, кога ќе се подобреа, ќе се нормализира лабораториските и токсиколошките анализи, ги пуштавме пак, нели, со препорака дека за една недела или за 2 недели треба да дојдат да ги видиме уште еднаш. Професор, морам да ве прашам, гасовите ли се тие кои што прават штета на дишните патишта? Затоа што ние слушнавме примери и од Бугарија, каде што имало нели членови на семејството кои што дошле да ги посетат тие што се хоспитализирани, па и самите завршиле во болница бидејќи увиделе дека имаат изгореници на дишните патишта. Последица е на гасовите тоа? Не, на топлиот воздух. На топлиот воздух? Топлиот воздух може да направи изгореници во дишните патишта. Тие изгореници се исклучително опасни. Значи, изгореница во дишните патишта е исклучително опасна затоа што дишните патишта, почнувајќи од дишникот, ние го викаме ларингс и трахеа, се многу слабо заштитени од надворешни влијанија. Посебно од висока температура и од неповолно дејство на хемиски супстанции кои што иритираат. Може толку многу да се оштети слузокожата да биде оневозможено дури и нормалното дишење. И добар дел од нив, заради тој топол воздух и тие изгореници во дишните патишта, имаа проблеми со дишење и најголемиот дел од нив мора да бидат интубирани, за да може да бидат поставени на машина за дишење, за да ги одржиме во живот. Инаку, неминовно ќе го изгубеа животот, затоа што дишењето не само заради труењето со аглеродниот моноксид. Тоа е едниот дел од проблемот. Вториот дел е тоа што тие имаат оштетени дишни патишта. И да немале труење, повторно дишењето е пореметено, повторно дишењето е инсуфициентно, викаме ние, не е доволно за да се одржи во живот пациентот. Денеска слушнав изјава од ваш колега од ТВЦ кој што вели дека кога ги гледале снимките од белите дробови, тие биле целите во сенка, биле практично црни. Може ли да се обноват белите дробови? Како би функционирале тие пациенти во видите, иднина? Да се обноват 100% не може. Тоа е факт, тоа не треба ја да го кажам, тоа сите го знаат. Меѓутоа, да се подобри состојбата сигурно дека може, меѓутоа за тоа треба малку подолга рехабилитација. Рехабилитација која ќе надгледуваат стручни лица и во кое што совети и препораки како треба да се постапи ги даваат стручни лица. Во Македонија има неколку центри во кои што според моје лично мислење, ова не е став на кризниот штаб, според моје лично мислење може таква рехабилитација се прави, меѓутоа ќе треба само кадровски да се појачаат, за да може некој да го надгледува и да го контролира процесот. Инаку ние имаме прекрасни места со убава природа, со чист воздух, тоа им треба на овие луѓе сега. Мир, чист воздух и одредени постапки кои што ќе им помогнат да се вратат во нормалното живење. Докторе, предпоставам дека вие на клиниката разговаравте со сите оние пациенти кои што беа донесени. Беа ли свесни тие? Знаеа ли што се случило таа вечер? Видите, сите беа свесни, кај нас малку пациенти дојдоа кои што краткотрајно има изгубена свест.
тие кои што има изгубено свест, обично ги носеа директно на карил, затоа што за кратко време влегуваа во таа фаза на ослабено дишење и беше потребно да бидат интубирани. Добар дел од нив и веднаш беа превземени од екипите кои дојдоа надвор и однесени се во други држави. Меѓутоа сите тие кои што беа свесни и раскажуваа што се случувало. Тоа е она што тие ни го раскажуваа е страшно. Значи, не би сакал да го прво не би сакал како човек да го повторам затоа што ви кажувам страшно вознемирувачки е и тоа на нас малку делуваше, на сите, на целиот персонал вознемирувачки, а и не би сакал јавноста да е вознемира како изгледало тоа, како тие се бореле да преживеат. Тоа била борба за преживување. Страшно нешто се случувало. Докторе, какви се советите кои што ги бараат тие од вас на заминување од болница или какви совети им дадовте на сите оние кои што заминаа дома? Видите, ние стручни совети им даваме, меѓутоа, знаете, ние практички 24 часа сме со нив, тие лежат тука кај нас и некако добар дел од нив толку беа благодарни. Баш заради тоа што претходно не сакав да го раскажам. Што преживеале додека да стигнат у болница, многу од нив многу се поврзаа со персоналот. И вика и да не викнете вие на контрола, ние сами ќе дојдеме да ве видиме, затоа што многу сте ни помогнале баш во моментот кога најмногу ни требала помош. Иако ние по протокол сите ги закажуваме за контрола, имаме протокол како ќе ги следиме, ги закажуваме за контрола и се надевам дека иако знаете кај нашиот народ што е еднаш кој ќе му биде подобро, вика подалеку од болници, подалеку од доктори. Во овој случај ја се надевам дека нема да биде така, дека тие ќе почитуваат нашите совети, дека ќе доаѓаат на контроли, да ги гледаме и да превенираме она што може да се спречи, да не мораме после да го лечиме. Вашиот совет вака јавно, кој би бил додатна планина, додатна чист воздух? Апсолутно. Што повеќе престојна чист воздух. Тоа е она што нив им треба сега. Се друго, урамнотежена исхрана, не можем да им кажеме што треба да јадат. Урамнотежена исхрана е се знае, да не се прејадуваат, да не јадат штетна храна, да не пијат газирани пијалоци, да не внесуваат премногу масна храна, да не внесуваат многу шеќери, да внесуваат што повеќе зеленчук, овоше, и секој слободен момент да го користат, да одат таму кај што воздух сега мислам дека тешко можеме да најдеме простор кај што воздухот е чист. Меѓутоа да најдат простор кај што е воздухот почист. Да, ја имаат за среќа пониква, па тие откочени ќе Апсолутно, може да се не само пониква, има таму они на во близина многу стварно планини. кај да одат. Прекрасни места кај што може да одат. Професоре, ја слуша вашата колешка од клиниката за пластична хирургија која што апелираше да не се користат креми кои што се продаваат на интернет и кои што се произведуваат во домашни услови, меѓутоа ние читавме како да се прави детоксикација на организмот со разни чаеви, смеси, препарати. Функционира ли такво нешто? Има ли магичен лек за детоксикација? Не, видите, ја кажав што е магичниот лек за детоксикација кај овие труења. Посебно од диглероден моноксид. Првите 24 часа во бара комара. Се друго, се е манипулација. Видите, во секојдневниот живот ние може да си препорачаме да земаме повеќе мешунки, да земаме повеќе јаткасти плодови. Сите знаеме дека тоа е полезно за организмот, дека маснотиите од јаткастите плодови содржат маснотии кои не се штетни за организмот. Меѓутоа, ако јадеме, не знам, чварки, тие содржат маснотии кои што се штетни за организмот. Така да, нашиот народ е исклучително добро едуциран како треба нормално да се храни, иако не се храни кој што. Меѓутоа, користење на мелеми, на масти, не знам, ние на клиниката за токсикологија имаме многу лоши искуства со такви народни лекови. Памтам неколку случаи во кои што наши пациенти користеле такви лекови па завршиле кај нас со тешки оштетувања на дигестивниот систем. Значи, пиеле некакви течности за кои што им кажувале дека ќе им помогнат при одредено заболување, дека практички ќе ги излечат. И тие завршувале кај нас со оштетување на горниот дел на дигестивниот систем. Што е, можам да кажам, криминално дејание.
Ти да му дадеш на некој да пие нешто со препорака дека ќе му помогне да се излечи од болест, а ти му создаваш друг здравствен проблем. Знаете, малку е непријатно да го кажам, ама ќе го кажам дека има и колеги кои што излегуваат и препорачуваат одредени додатоци на исхрана, кои што циркулираат во јавноста, па се препорачуваат по социјални мрежи, па не знам на одредени емисии се фаворизираат, не знам ваков препарат, таков препарат, ова е ако го пиеш, готово се излекуваш. Мислам дека несериозно е тоа. Несериозно е. Затоа што мораме да направиме разлика помеѓу лекови, помошни лековите средства и додатоци на исхрана. Сите тие си имаат одредени својства и карактеристики. Некои повеќе ќе помогнат, некои помалку, меѓутоа ние како доктори треба да препорачуваме медикаменти кои што ги има во фармакологијата. И тоа е тоа, ние сме остручени така да лекуваме. Ние не сме, да не кажам некој лош збор, народни доктори или бајачи, па ќе им кажеме ова ќе го правите, ќе се мачкате со ова, па ќе ви помине. Може и да помогне. Не велам не, меѓутоа ние не сме сигурни од каде тоа доаѓа. Не знаеме кој го произвел, не знаеме што содржи. Па и да знаеме што содржи, не е тоа регистриран лек. Оваа држава има институции кои што преку строги проверки, преку еден механизам на проверка одобруваат употреба на еден препарат како лек или како додаток на исхрана. Така да треба да правиме разлика помеѓу едните и другите и да не се обидуваме да им советуваме на граѓаните од разни причини, не сакам да ги споменувам, да взимаат одредени препарати за кои што немаме научни докази дека тие помагаат во таа одредена ситуација или при таа одредена болест. Апсолутно ве разбирам. Професоре, вие сте од она што го гледаме деновиве на терен, вие сте првиот кој што контактира и со оние кои што се враќаат од странство во земјава. Какво е нивното искуство? Какви се нивните реакции на она што го поминале во странство? Па видите, обично се многу позитивни, дека таму се примени многу убаво, на највисоко ниво, во најдобрите центри, каде што се лекуваат вакви пациенти, добиле врвна нега, врвна најсовремена терапија, со најсовремени методи се третирани и добар дел од нив се вратени со сосема уредни резултати. Меѓутоа, повторно ставот на кризниот штаб беше сите пациенти што се враќаат барем 24 часа да бидат обсервирани во институции во Македонија. Добар дел од нив беа трансферирани во странство заради инхалаторно труење, тие се враќаат кај нас, ние ги примаме, правиме одредени анализи, 24 часа, ако тие се уредни, ги пуштаме на домашно лекување. Добар дел, другиот дел се враќаат на пластична хирургија, кои имале изгореници, меѓутоа и тие на пластична хирургија ние одиме ги гледаме, зашто тие немаат само изгореници, вдишували гасови, а и нашиве пациенти, добар дел имале малку изгореници. Да речеме некоја мала изгореница, која што не бара посебен третман, меѓутоа добро е да ја надгледува пластичен хирург. Затоа што сите ние не знаеме да ја третираме. Доаѓа обавезно анестезиолог да процени функцијата на виталните органи и доаѓа психијатар да процени дали во овој момент на соодветниот пациент му е потребна помош од психијатар или од психолог. Кога ќе ги направиме сите тие конзилиарни прегледи, донесуваме заедничка одлука дека овој пациент може да си оди дома. Фантастично е организирана работата во кризниот штаб, морам да го кажам тоа и јавно. Фантастично е организирана, се прави обид да не се направи никаков пропуст. Или пропустите да бидат минимални, онамо кај што ние не можеме да превземеме мерки. Инаку одлично е организирано и ако вака продолжи, јас се надевам дека сите ќе ни се вратат живи, здрави, за ние после тоа
да се обидеме дополнително да им помогнеме. Да, мислам дека целата јавност е сведок на тоа. Пред да ви се заблагодарам, морам да ве прашам, има ли нешто што не ве прашав, а би сакале да го кажете? Па не, мислам дека ги опфативме сите прашања кои што требаше да бидат вечерва одговорени. Можда на крајот да искористам приликата да се заблагодарам на персоналот, целокупниот персонал на Универзитетската клиника за токсикологија, кои што несебично сите учествуваа во згрижувањето и во третманот на пациентите. И тоа го направија на многу висок ниво. И да го изразам моето задоволство од реакцијата на целиот систем. Од здравството, со сите пропратни државни институции, министерства, кои што многу брзо ја сватија сериозноста на ситуацијата, многу брзо реагираа, многу брзо направија линкови со сите потребни чинители кои што можеа да помогнат во процесот, и затоа мислам дека ова што ни се случува, дека имаме многу мал процент на тешки компликации, не дај Боже и смртни исходи, е резултат на таа брза и соодветна и високо професионална и стручна реакција на целиот систем. Не сакам никого да истакнам. Сите реагираа беа на висина на задачата. Тоа е мојата последна реченица. Апсолутно, професоре, јасно е дека завршивте огромна работа, има уште многу работа пред сите вработени во здравствениот сектор во државата, но следејќи ги реакциите во јавноста, јас од моје лично име и од целата македонска јавност ќе ви се заблагодарам и на вас и на сите медицински лица кои што беа вклучени во целиот овој процес за се она што го направивте и за помошта која што им ја пруживте на пациентите. Ви благодарам и за гостувањето во неформално насител подкаст и за сите овие совети за оние кои што биле во дискотеката, меѓутоа и за сите останати граѓани кои што би можеле да им послужат во иднина. Ви благодарам што бевте со нас. Јас ви благодарам што ме поканивте, чест ми беше, и уште една благодарност до сите медиуми, вклучувајќи и Сител телевизија, кои што навремено, правилно, крајно професионално ја информира јавноста за се што се случуваше после трагедијата во Кочани. Ви благодарам. Почитувани, доколку сакате да помогнете, секако останува можноста да го направите тоа на најдобар начин преку финансиска помош. Знаете дека тоа најдобро може да го направите на телефонскиот број 143 400 или преку платформата supportkočani.com. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.